Добродојавте во новото издание на 24 за животот. Во денешната емисија имаме за цел да најавиме еден настан кој ќе се одржи во недела по повод Меѓународниот ден на јогата, 21 јуни. Програмата и сите поединости околу овој настан ќе имаме можност да ни ги представи нашиот денешен гостин во студија. Тоа е Елена Мангова, која што е волонтер на уметност на живење или на англиски Art of Living. Добре ни дојдовте во 24 за животот. Ви благодарам на поканата. Пред се, на почетокот би прашала дали е се подготвено за настанот и кој ќе се одржува во недела или пак до каде се подготовките? Во тек се подготовките, ние сме подготвени, учесниците кои како, нели секој јога здружение е различно и очекуваме дека во недела во 9:30 ќе започнеме со полн капацитет. Како ќе се одбележи во Скопје Меѓународниот ден на јогата? Мислам на програмата која што ќе биде во недела. Започнуваме со музички перформанс од Ерхан и Мерсиха Шукри. Може од режијата да ни пуштат и слика со програмата која што би можеле гледачите да ја видат? Да. Пошто следи обраќање на амбасадорот на Индија за Бугарија и Македонија, значи ќе почнеме со музика, затоа што јогата е забавна, не е јогата само мртви сериозни да бидеме. И обично и некогаш на почетокот јога час знаеме да си пуштиме музика и да се развеселиме. Значи да се опуштиме, да уживаме во музиката, во моментот, тоа е целта. Потоа понатаму. Како иде програмата? Нели е целодневна, почна од 9:30, меѓутоа кога завршува? Во 19 часот. Значи баш целодневна, од утро до мрак. Повелете со програмата. Значи уживање за целото тело, целиот дух и целиот ум. Целодневна програма, започнуваме со музика. И потоа следна точка е јога протокол од уметност на живење од Магдалена Маца Манева. Потоа следува, имам исто така, ние работиме и со деца, јога за деца работиме, така што Сонја Малинова ќе си поигра јогиски со децата, јога и музика за деца. И потоа она што сите сакаме, кога ќе седнеме обединети заедно на маса да поедуваме или да ручаме, бидејќи нели тоа е духот на заедништво и обединување кој што на сите ни треба и го сакаме. Биокосмос ќе се погрижи за тој заеднички поедок во 12 часот и сите што ќе дадат ќе уживаат во тоа. И потоа здивот како извор на енергија, затоа што најважен извор на енергија не е храната, извор на енергија не е спењето, извор на енергија не е позитивната состојба, значи убави мисли, медитација, извор на енергија не е здивот, дишењето како најефтин, бесплатен извор на енергија. Еднаш само одиш, учиш како правилно да дишеш и тука препорака до сите луѓе кои што на каков било начин се рекреираат или спортуваат, нели јас и сите сме одели еднаш одев 2 месеци на карате или секакви спортови сме пробале, но најважно од се ни било што и да сме правеле, што и да сме учеле спорт, да научиме како да дишеме. Се чини дека во денешно време луѓето дури забораваат да дишат, го имаме плитко дишење, а многу е важен процесот на дишење, тоа длабокото дишење кој што еве јогистите го имаат како начин на учење, нели, начин на правилно дишење. Тоа сакаме, значи тоа сакаме, сите сакаме да научиме длабоко да дишеме 100% и да живееме 100%, значи со полн капацитет и да си го прошириме капацитетот на нашите бели дробови, да си ја прошириме нашата свесност за себе си и за другите. Тоа се прави со јога. Значи се учат техники за дишење, се учат техники за опуштање. Потоа следува енергетско тело, јога клуб Тара Лидија Котевска. Потоа јога техниките, вистински благодет за нашето тело и ум се разбира, значи буквално после еден јога час чувствуваш вистински благодет, дека ти е зблажено ти е се и зблажено ти е телото, значи Весна Алексовска, Центар за јога и личен развој. Потоа релаксација од Николчо Петров, кој не сака да се релаксира, значи има еден целодневна уживање. Јогата и љубовта, сите сигурно ќе интересира темата на љубовта, Јога центар Тефталиџе, Кети Едровски, Билјана Павлова и на крај, обично така се завршува јога час со медитација. Медитацијата не е нешто
За некои луѓе може да е тешко, како не можам сега да седам и да не мислам, значи тоа страшно невозможно. Може да одите на курс за медитација, може да научите како да медитирате и воопшто како да одите на јога, вашиот јога инструктор прашете го. Или поставите му прашање, или дружете се со луѓе што практикуваат медитација и ќе видите како им оди на нив, кои ви се вашите, да речам, прашања во врска со тоа како се прави. И ќе научите, и важно е да се повторува, односно да се применува секојдневно за да се навлезе подлабоко и подлабоко. Кои се бенефитите конкретно од медитацијата? Како се чувствуваат луѓето после медитирање? После медитација се осеќаш освежен 10 пати повеќе од што си се осеќал освежен кога било друг пат, како да си испил 10 смудија, ама не ти е тешко, не ти е препон стомакот од многу течност, како да си Значи енергично. Како освежено, лесно, како да си се избањал во најчистото и најубавото море 10 пати повеќе, како да си станал освежен од спиење, што ретко се случува. И затоа се препорачува всушност јога или воопшто, ако не сакате јога, што и да е, правете нешто добро за себе за да бидете добри за другите. Се препорачува нели наутро да се практикува, затоа што нели некогаш се будиме уморни од спиење. Па тоа е тоа освежување што ни треба, јога или што сакате друго, за свежи и на тој начин нахранети со свежина, да спремни за цел ден. Дали во текот на оваа програма која што ни ја објаснивте сега, која што почнува од 9:30 па се до вечерта до 19 часот, дали сето тоа се вежби на правење на вежби или имаме и теоретски дел со предавања, со зборења, имаме говорници? Има кратко и теоретски дел, но нели главно е пракса за веднаш да ги почувствуваме сите благодати директно и во моментот на телото, на душата ни. Не знам дали спомнавме за гледачите каде се одржува настанот? Да, не спомнавме. Се одржува, јас велам бивша Хард Рок, каде што славев полматура. Значи во Сити Хол, до МКЦ. Так. Во недела. Новите генерации го знаат и како по ново име, нели, Сити Хол. Да. Ние од малце по возрастните, од помладиве, го знаеме како бившо Хард Рок, така. Во недела, во 9:30 во Сити Хол. И да кажеме дека влезот е бесплатен, што е многу, нели, исто важно, дека сите, нели, се поканети да дојдат, да присуствуваат, кој како милува, во кое време, има програма и за деца, и за возрастни, така да кој што ќе си одбере, може да присуствува. Околу програмата е тоа, меѓутоа, како се одбележува овој меѓународен ден во светот? Сега можеме да ги видиме сликите за меѓународниот ден на јогата во светот. Значи, јас споделував слики од Facebook, од настанот за прославување на јога денот во цел свет, во околу 100 земји во светот. Значи, секаде во недела сите заедно ќе практикуваме јога во цел свет, во сите градови, ќе се значи има објавено настани кои што ги споделувавме на Facebook и исто така на секаде ќе се применува, ќе се практикува јога, медитација, релаксација. Целодневно одбележување на меѓународниот ден на јогата, тоа е некој како договор во тој ден да се одбележи. Да потсетиме дека 21 јуни е всушност меѓународниот ден на јогата, меѓутоа недела е одбран како ден кога нели сите се слободни и можат да го практицираат и да го одбележат овој меѓународен ден. Да. Имаме ли некакви примери, на кој начин го одбележуваат тоа во светот? Што прават? Дали масовноста е поголема можеби од кај нас? Како изгледа тоа? Значи прво беше минатата недела, 12 јуни, предворје на 21 јуни меѓународен ден на јогата, каде што во цел свет се изведуваше поздрав на сонцето. 108 пати да го направиш поздравот на сонцето во 7 сабајле, минатата недела го правевме тоа кај Нерези, горно Нерези кај Свети Пантелеймон, е значи богатство, привилегија да можеш да имаш простор, услови. Колку луѓе се собраа тогаш на Нерези? Па имаше едно 50 или повеќе луѓе, немам се точно со бројки.
Значи, прво самото тоа што е 7 сабајли, иако од една страна е страшно и рано и не знам како, но е всушност најубавиот момент да го направиш тоа, затоа што тогаш најмногу ја чувствуваш енергијата на денот, воздухот е најчист, најисполнет и згора на тоа се наоѓаш на средноводно кај Свети Пантелеймон, значи не попусте таму изградена таа црква, значи тоа е огромна енергија само што си таму. Е многу прочестувачко чувство. Згора на тоа да направиш 8 пати поздрав на сонце и после тоа да имаш сладки болки, мускули да те болат, е уште поубаво. Дали е тешко сето тоа? 108 пати поздрав на сонцето. Па кога Дали може почетник тоа да го направи? Па кога ќе си помислиш сам да земеш да го правиш и ќе ти изгледа страшно, ама како беше она патот од 1000 мили почнува со еден чекор. Така. Ти направи го првото, не зборуваме за второто, направи го второто, не зборуваме за третото, направи го третото, не зборуваме за четвртото. Значи само сега во моментот, освен тоа сите заедно кога сме 50 или 100 луѓе кога го правиме заедно е 100 пати полесно. Така што многу убаво и на почетокот е тешко, ама на крај кога си веќе загран и внесен, задлабочен веќе ти е лесно и се чудиш, мислиш дека кратко било дека уште не сме завршиле, дека имаме уште 108 да завршиме, тоа поминало и многу брзо ми помина мене и лесно и Дали за време на вежбањето и правењето еве конкретно поздрав на сонцето потребна е некаква концентрација да се мисли на правилното изведување на вежбите или умот треба да биде слободен од други мисли и конкретно да се вежба? Да. Како го изведувате? Да, па добро, сега значи кога прв пат правиш нешто, се разбира, сакаш да научиш и формата како се изведува формата. И потребно ти е до некаде, но секогаш главно е да бидеш опуштен. Значи кога ја правиш формата, не гледај да ние сме научени да се стегнеме затоа што така треба, нели, за да бидеме концентрирани. А всушност, особено кога ќе ја изведеш формата, особено тогаш да ти текне, опушти се во крајната позиција, опушти се. И тоа е целта, значи секогаш подсетувај се, тоа јога инструкторите секогаш велат, опушти се во крајната позиција. И од време на време ќе прашаш ако нешто не ти јасно, значи гледаш каква е формата, но не си само на тоа. Да, туку главно е да се опуштиш, да уживаш и да си го чувствуваш телото, значи да си ја покренеме свесноста за своето тело, да се освестиме самите себе, да си ја покренеме свесноста за себе општо и за другите. Добро, и објаснивме програмата, кажавме дека се држува оваа недела, сега што доаѓа. Почнува во 9 часот и 30 минути, трае до 19 часот навечер. Сите оние кои што се заинтересирани можат да дојдат во било кој дел од денот, да практицираат било кој дел од оваа програма. Исто така кажавме за меѓународниот ден дека се обележува тој ден сегде во светот каде што се практицира јогата како дисциплина. И сега ми доаѓа прашањето од кога датира одбележувањето на меѓународниот ден на јогата кај нас и на глобално ниво во светот? Да, голема благодарност за 177 земји членки на Обединетите нации кои по поднесената петиција минатата година 2015 го усвоја 21 јуни за светски ден, меѓународен ден на јогата. Зошто? Заради за доброто на сите нас, затоа што ако секој од нас е поосвестен за себе си, е во мир со себе, тогаш ќе биде подобро општо за општеството, нели? Тогаш ќе биде подобар кон своите блиски, ќе подобар кон другите, и ако сите сме подобри кон себе си, кон другите, ќе има помалку насилство, ќе има помалку војни, значи тоа е целта. Значи е целта да се промовира бенефитот од практикување на јога, колку тоа може да донесе добро за поединецот и за светот, затоа што поединецот и светот не се две различни и далечни работи. Светот зависи од поединецот и поединецот зависи од светот. Еден човек во светот прави разлика. За како што е она изреката за една библиотека вреди да постои за еден човек. Значи тој еден човек сите ние вреди за тој еден човек да направиме нешто. И еден човек прави многу и се жртвува за сите. Значи да се почувствуваме посвесни и пообединети. Значи, од кога поточно се одбележа меѓународниот ден на јогата, кажавме? Од минатата година, од 2015 кај нас, и во светот и кај нас, да, е светски ден на јогата.
Добро, сега може да направиме еден краток пресек со реклами. После рекламите се враќаме повторно во студиото да го довршиме нашиот денешен разговор. Сите имаме соништа кои сакаме да станат реалност. Време е да ги оствариш твоите соништа. Денес. Предизвикај ги своите граници со Алгаса. Мобил интензивен гел. Ја намалува напнатоста во мускулите и ја подобрува подвижноста на зглобовите. Заедно е подобро. Со VIP секогаш добивате повеќе. Изберете LG за 0 денари или Lenovo за 0 денари. И добиете неограничени разговори кон сите мрежи. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Подготви се да ја промениш твојата реалност накратко. Влези во филм и дојди на 9-тиот фестивал на француски филм. Од 15 до 18 јуни во Скопје и во Охрид. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова емисијата за животот на 24 вести. Денеска зборуваме и го промовираме настанот кој што ќе се случува во недела, односно Меѓународниот ден на јогата со целодневна програма по повод одбележување на овој ден. Зборувавме за програмата која што ќе се случува во недела. Ми остана уште да прашам во врска со настанот кој стои зад организацијата на овој настан. Покровител е амбасадор на Индија за Бугарија и Македонија и сите јога здруженија заедно со уметност на живење Македонија. Така. Иако јавноста делумно е запознаена со Art of Living или на македонски уметност на живење, да подобјасниме за каков тип на фондација станува збор и кои се незините цели? Насмевка на секој лице. На еден свет, едно семејство. Обединетост на духот, зголемување на личната одговорност, ширење на границите на поединецот, односно ублажување, брижење на границите, покривање на свеста за човековите вредности и давање акцент на човековите вредности со цел повеќе мир и меѓу луѓето и меѓу народите. Кога вие станавте член на Art of Living или уметност на живење и зошто? Затоа што сакав подобро да дишам и затоа што посебно во кабина симултано кога се преведува и се задишуваш, па притискаш на мјут за да не те слушаат тие кои што го слушаат твојот превод и за да ми се продлабочи здивот, капацитетот на билите дробови. Сакав да направам нешто за себе си. И кога сакаш да направиш нешто добро за себе си, на крај излегува добро и за сите. И така отидов на работилница за здивот и отидов на тродневниот основен семинар за дишење, програма на среќата, каде што ја научев техниката за дишење, по која што им ја препорачувам на сите, по која што едноставно органите, внатрешните органи се менуваат, значи белите дробови, се зголемува капацитетот на белите дробови, се шири свеста, се шири умот, се шират границите на телото, на духот, на умот. Рековме дека работилницата трае само 3 дена? Да, 3 дена трае. И
толку брзо се успева да се постигне сето ова, да се научи? Да. За 3 дена инструкторот ни ја предава на нас техниката и потоа секоја недела се практикува како годишна курс на йога техниката и секој ден наутро, нели како што е најпрепорачливо, дали луѓе кои што одат на џогинг или што друго правите, или нели инаков е денот кога ќе го почнеш со смуди и кога нема да го почнеш со смуди. Значи секој ден наутро се применува техниката за дишање и йога и ефектите се нешто што не знам, немам зборови. Значи причината за која што стана волонтер во Art of Living, уметност на живење, беше конкретно кај тебе потребата на промена на дишењето. Да, всушност така влегов и немав цел некоја нешто. Дали претходно имаш некаква врска со јогата? Па да, сум одела, и секако многу голема благодарност до сите мои јога учители до сега. И исто така и психологија каде што сум учела. И до сите мои инструктори по пливање и по сите спортови, секде каде што нешто сум учела, луѓе кои што нешто ме научиле, дали дел од себе. Значи немав представа јас дека е тоа волонтерска организација, едукативна организација, светска организација, ништо не знаев. Одев на техникава за дишање и со тек на време, нели, сваќаш што се случува и започнуваш да земаш дел од одговорноста во своји раце, а кога земаш за да направиш нешто добро без никакви очекувања, кога земаш дел од одговорноста во своји раце за да направиш нешто без никакви очекувања, всушност ја зголемуваш својата моќ. И кога правиш нешто за другите, всушност не даваш, не трошиш време, туку само кога даваш, всушност добиваш. И затоа е тоа препорачливо за секој човек на каков начин што него му лежи и каков што тој милува, да направи нешто повеќе, да си ги прошири своите граници и да придонесе, кога ќе направиш добро за другиот, всушност правиш за себе. Како може да се приклучат граѓаните и тие да станат членови или волонтери на оваа фондација, на Art of Living? Да, кој сака нека може да волонтира во недела, значи да дојде во 9:30, во 9 часот да го отвориме штандот. Повик до тие што сакаат да направат нешто без очекувања. Чувството да го правиш тоа е незаменливо. Така што повик да кој сака уште од 9 да го почнеме тој ден заедно. Да, така ќе добијат и упатство и повеќе информации за фондацијата, за сите тие незини програми кои што ги вклучува. Да, ако сакаат, нели, да речеме така наречено поофицијално, тогаш сега се одржа волонтерски исто така инструкторите последната тродневна работилница за оваа школска година и така што од септември би била следната тродневна работилница за техниката на дишање, која што, значи, каде што се научува техниката за дишање, каде што веќе, да речеме, официјално се приклучуваш кон организацијата, ако може така да рече, никогаш не сум ги користела овие зборови, ама сега затоа што е таква приликата, на тој начин го опишувам тоа. Освен техниката на дишање која што ја спомнавме и јогата, нели, како главен елемент, кои други активности ги има оваа фондација? Активностите се безброј и нивоата на активности се безброј, како што и нивоата на постоење на човекот, на човековото битисување се повеќе. И всушност со секоја од тие активности се допира и се развива, се продлабочува различното ниво на постоење на човекот. Така што има многу активности, правиме најпрво добротворно волонтерски се држат часовите по јога. Да, имаме ние и слики, кои што идат во етер во моментот. Да. Значи волонтерски се држат часови јога за деца. Се држи техниката за дишање, се држат јога часови, се држат се посетува дом за стари, се посетуваат стари лица во социјален ризик во болница или дома, се организира донацијски пунктови за храна, за разни семејства или поединци кои што, нели, кога ќе слушнеме дека некој му се опажарил домот или му треба помош, други активности, значи безброј, или, например, има секакви светски денови, светски ден на децата на улица.
И тогаш се посветуваме на децата на улица, дали со донација на храна или друго. Целта е дека ние всушност не им даваме на тие луѓе храна, да, ние физички им даваме храна, но тоа што сме научиле дека обично не само тие, туку и ние, и секој човек, сите сме всушност во таа смисла исти и еднакви, дека никој не е всушност гладен за храна, туку секој е гладен за љубов. И дека кога всушност ние даваме таа храна или не, без разлика што е, не е поентата во физичкото само, туку е поентата во тоа дека кога даваме љубов, кога даваме храна, даваме ljubов, кога даваме љубов, ние споделуваме љубов и всушност се даваме себе си, всушност на себе си правиме добро. Може би повеќе, нели, нема мерење тука отколку на тие луѓе на кои што им даваме со кои што во тој момент, од кои што секогаш нешто учиме. Значи, инструкторот може би повеќе учи од ученикот. Од самиот ученик, затоа што нели искуствата кои што се стекнува, ги добива во секојдневниот живот. Да, секој искуство носи некоја порака ако сакаш да ја слушнеш и ако сакаш да ја доживееш. И сега оние што пробале, нели, да практицираат јога, ги знаат бенефитите од неа, еве во случајот исто е и со тебе, но еве за оние кои што немале прилика досега, или може би им изгледа многу чудна јогата, затоа што има и такви нели мислења. Зошто е добра јогата и кои се бенефитите од неа? Да, јас тука запишав нешто за, например, за поздрав на сонцето. Нели, сите ќе се разбудиме са бајле, ама не сме баш одморени, така? И па сакаме подобар сон. Тоа е извор на енергија, значи го подобрува спињето. Изведувањето на поздрав на сонцето го подобрува варењето и помага при диабетис. Намалува се, разбира, немир, нервоза, смирувачко дејство. Многу смирувачко дејство и освежувачко и моќно чувство и си ја разбиструваш главата. Го подобрува менструалниот циклус, помага при слабење, многу сакаме сите. Ја подобрува состојбата на кожата, придонесува за детоксификација, нели сите многу е модерно детокс, прочистување. Да, живееме во едно нездраво време, еве ова е одличен начин, безболен начин да се практицира јога и да имаме бенефит од неа. Ги помага за зглобовите и многу други. Значи бенефитите се безбројни всушност за телото. Јас исто така истражував, вика уште нешто би додала на ова, ја развива интуицијата. Многу. Тоа е многу интересно, за стресот знаме и дека го смирува умот, го изострува интелектот. Многу, затоа што си еве ако не сте практикувале јога, значи после колку се трча 20 или минути трчање, не ти е побистар умот, или после базен трчање не си побистра не ти е главата, па ете тоа е истото, значи посвеж кога си освежен, пофокусиран си, поконцентриран си. И кога си посвеж, поладна ти е главата, повеќе го слушаш оној гласот внатрешен што некогаш не го ни забележуваш, не го препознаваш што ти кажува, нешто корисно ти кажува, ама не препознаваш дека е нешто тоа корисно, си продолжуваш по навика. Таа интуиција која што треба некогаш да си ја послушаме, нели? Ете. И се развива тоа со текот на времето, ако порано не сме биле толку интуитивни, не значи дека сега баш со јогата многу се развива таа интуитивност, многу помага. Потоа вика ја зголемува меморијата, па ја зголемува јасноста, па се подобрува креативноста во животот. Значи човекот се буди на некој начин. Да, многу. И воопшто правиме ние и креативни работилници со деца. Значи може секој да се вклучи во креативните, нели сето тоа е волонтерско, креативните работилници за деца. Значи само да се пола час, еден час да се дружиш со некој дете ти е поубаво. И гледаш како децата нели they think out of the box, немаат кога прават нешто не прават со ограничувања наши, како што ние знаеме, не вака, не така. И воопшто е по-слободни се. Таа слобода ја дава исто така и јогата. Па јас мислам наброивме толку убави работи, толку позитивни работи во врска со јогата и незиното практицирање, што мислам дека ќе имаме доста нови членови или волонтери во уметност на живење. Уште еднаш да ги поканеме сите, значи во недела 9 часот и 30 минути, Сити Хол е местото каде што ќе се случува, трае цел ден,
во било кој дел од денот да дојдат, ќе бидат добре дојдени. Нека си понесат јогамат, удобна облека, вода, ќе има, ако сакате нешто повеќе за себе, ќе има и биокосмос појадок заеднички. Топла насметка нека понесат, а ако не донесат, ние ќе споделиме. И нека уживаат, нека си посакаат за себе си една опуштена, многу опуштена недела, после која ќе со пистарум, со олеснато чувство и со освежено чувство за себе си ќе може да проложат. Така. Елена, ви благодарам на гостувањето во 24 за животот. Ви благодарам многу на поканата и ви поканувам да бидам дел од меѓународниот ден на јогата. Исто така и вам, драги мои, ви благодарам на одвоеното внимание и време и уште еднаш покана бидете дел од меѓународниот ден на јогата во недела. Секој е добро.